имам решение од апелација во кое пише дека во рок од 15 дена морам да го напуштам станот во кој сум моментално. Тоа е пристигнато негде пред 20 на скоро месец дена. Меѓутоа, ако напуштам, јас немам каде да одам. Ќе останам на улица. И сакам да прашам дали власта као власт си стои на зборот. Пред 6 години оваа иста власт ми вети дека ќе ме остави во тој стан да живеам и ќе ми дозволи да го откупам. Меѓутоа, пред 6 години дојда да ме иселат, да кажам насилно. Сето тоа траеше негде околу 3-4 часа тоа иселување, меѓутоа самите тие го прекина иселувањето. Јас бев полиен со бензин, спремен да се запалам, сопругата даваше отпор, беше со нож заклучена дома и сите работи. Мене условно кажам ме опсед, ме однесо полициска станица и после 4 сата рекоа дека иселувањето се прекинува и дека ние остануваме во станот и државата ќе ни дозволи да го откупиме. Меѓутоа јас 15 дена после сета таа случка, значи која беше пред 6 години, добив тужба од државата. Државата ме тужи дека јас сум диво вселен во тој стан. Што е факт дека сум диво вселен, иако тој стан припаѓа на некој мој вујко, небитно е. Сакам да прашам, дали државата као држава си стои на збор? Или не стои на збор? Зборот е даден пред 6 години, јас 6 години талкам по судови, ајде условно кажано, правдата не можам да ја истерам. Решението ми стигна, јас чекам секој ден да дојдат да ми иселат. Што се случуваше за овие 6 години? Пробавте некако да го откупите или се беше судска лавина? Не. 2009 година е донесен закон за домување. Донесен е негде, мислам дека околу 31 јули, 1 август. Го почекав оној рок, стандардно што е да излезе во службен весник и да помене недела дена и поднесов документи за откуп. Меѓутоа, разгледувањето на документите се одоколуваше многу време. Кога ќе се јавев ми викаа дека као да собереме поише па да тие да разгледуваме групно и што знам. Меѓутоа тој член од тогашниот закон, колку што сеќаме член 132, кој ме штитеше мене како диво вселен, горе-долу на памет го знам дека пишуваше дека сите кои се затекнати во станови, кои се вселени до 31.12.2008 година, ќе им се овозможи да ги откупат по некоја си цена која нормално ќе одреди некоја комисија која ќе ги процени. И тој член мене ме штитеше. Меѓутоа тој член после тоа некој го даде на устав и тој член падна. И сега проблемот е што бараките ги водат како времени објекти и не влегуваат во урбанистичкиот план. И затоа чекам секој ден да ми иселат. Што доколку ви иселат? Кај ќе? Ништо, немам каде да одам. Па на улица. Буквално на улица. Нема каде да се оди. Секогаш сум кажал, не барам она што инвеститорот го нуди тука. Не е ни битна ни квадратурата. Барам еден кров на глава да можам тоа 12 годишно дете да го сместам некаде. За овие 6 години помина, верувајте ми, премногу трауми. Капијата е надвор заклучена, вратата е едната заклучена, вратата е втора заклучена која е сама дома. Сонува, разни глупости. Преголема траума. За мене, ајде, ќе го преболам него. Проблемот ми е детето. Се надевам и се уште верувам дека ќе се најде некој кој ова прашање ќе го потегне и ќе го реши. Како барате да си го откупите? Јас барав и тогаш да го откупам станот. Не барав никој да ми даде подарок. Да каже, да го проценеа, да каже некоја реална цена, за да можам да го откупам. Ја не барав подарок. Меѓутоа, се случи тоа што се случи и се случи во она што сум сега. Рековте дека и на трибина сте пробале да го презентирате проблемот пред министрите и премиерот. Што обидов, тоа негде беше отприлика да кажам околу пред едно 3-4 години во спортска сала Јане Сандански, беше премиерот со министрите, имаше прашање од граѓани и упорно се обидов со дигната рака да ми дадат збор, не ми дадоа збор, од кога заврши трибината, преде па кога градата дојдов до премиерот,
У кратки црти му го објаснив случајот, меѓутоа ме упати до министерот за транспорт и врски Милијана Киевски. Кога почнав на него да му го објаснувам случајот, за што се работи, беше малце, не знам како да кажам, дегутантно, ми вика, вие сте тие што ве даваа на А1. Да, викам, тој сум што ме даваа на А1. И едноставно ми одговори, вие немате право на тој стан. Без никакво образложение зашто немам, како немам и сите работи. Тука завршивме. Што од утре? Што ако дојдат утре да ве исцелат? Од утре на улица. А ќе се сногиме како Бог ќе каже. Така ќе биде.